Добар ден. Ново издание на емисијата Ваш термин и денес, како и секој понеделник, ќе се потрудиме да доставиме до вас што повеќе информации во однос со проблемите со вашето здравје. Денес ќе говориме за проблемите на тироидната жлезда или заболувањата на тироидната жлезда. Со мене во студиото веќе е докторката која што е одговорна за денешната тема, тоа е доктор Јасмина Зафировска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Еуро Италија Хоспитал. Се надевам дека сето она што ќе го говориме во однос на проблемите ќе биде од ваша корист и секако знаете, ние сме отворена контактна емисија, па доколку имате некој ваков проблем или некое прашање, секако ќе може да не искомуницирате, да се придружите во нашиот разговор и да поставите прашање. Меѓутоа, пред да поздравам доктор Јасмина, би сакала од режија да го пуштат прилогот за тироидеа, потоа се враќаме повторно во студиото да го започнеме разговорот денес. Тироидната жлезда е жлезда која наликува на пеперутка, сместена во предниот дел на вратот, веднаш под Адамовото јаболко. Жлездата ја обвиткува трахејата, дишникот од предниот дел и се состои од два лобуса кои формираат две крилја споени меѓу себе со среден дел истмус. Жлездата е како мала фабрика која го користи јодот најмногу од морската храна и кујнската сол која денес е јодирана, за да произведе тироидни хормони. Овие хормони го регулираат метаболизмот во телото и имаат влијание врз растот и другите важни функции во организмот. Двата најважни тироидни хормони се тироксин, Т4 и триот тиронин, Т3, кои представуваат 99,9% и 0,1% од тироидните хормони, респективно. Хормон со најголема биолошка моќ представува Т3. Откако ќе се ослободи големо количество Т4 од тироидната жлезда, тој се конвертира во Т3. Тоа е активниот хормон кој влијае на метаболизмот на клетките во целото тело. Кога се лачи соодветна концентрација тироидни хормони, машинаријата на метаболизмот во секоја клетка од нашето тело функционира безпрекорно. Меѓупродукт на оваа машинерија е топлината. Една од главните функции на тироидната жлезда е да обезбеди постојана и соодветна телесна температура за обезбедување нормални хемиски реакции и искористување на ензимите, витамините и на минералите, па соодветно при нарушена функција на тироидната жлезда настанува и нивно отежнато искористување. Во ерата на интернетот и достапноста на информации се повеќе се подигнува свеста за болестите на тироидната жлезда. Во светот, околу 300 милиони луѓе страдаат од вакво заболување. Многумина не се ни свесни дека имаат проблеми со оваа жлезда и се уште не им е поставена диагноза. Почести се кај жените се смета дека 1 од 8 жени ќе развие тироидно заболување во тек на животот. Затоа во развиените земји се прави рутински скенирање на тироидната функција кај жени по 60 годишна возраст. Заболувањата на тироидната жлезда се на второ место по дијабетесот од болестите на жлездите со внатрешно лачење. Еве сме повторно назад во студиото. Прилогот некако накусо најави за проблемите со тироидната жлезда, меѓутоа затоа сме тука денес со доктор Јасмина Зафировска, која што кажав и на почетокот е специјалист интернист и ни доаѓа од Еуро Италија Хоспитал. И се надевам дека сето она што ќе говориме денеска во оваа емисија ќе биде од ваша корист. Да поздравам доктор Јасмина, ве поздравам и ве посакувам добри ден. Ви благодарам на поканата. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Така. За прв пат сте во ваш термин и многу ми е драго што одвоивте време да бидете денес овде со нас, да поразговараме малку за заболувањата на тироидната жлезда. Па на почеток првин да ни кажете колку е значања и за што всушност служи нашата тироидна жлезда во нашиот организам, значи што таа представува? Мислам, одлична тема сте избрала и многу популарна во последно време. Иако многу пати јас сум говорела на
различни телевизии во врска со болестите на тироидната жлезда. Меѓутоа, никогаш не е на одмет да се каже, зашто секогаш има по нешто ново да се додаде и секогаш и јас самата се изненадувам за некои работи кои што претходно не сум ги знаела или не сум ги прочитала. Така. Инаку морам да кажам дека прилогот што го имавте подготвено беше одличен, доста едукативен и навистина дава многу податоци кои што јас самата би ги спомнала во ова моje кратко излагање. Значи, болестите на тироидната жлезда, како и што чувме, се на второ место во однос на болестите на ендокриниот систем. Тироидната жлезда е еден мал ендокрин орган кој што се наоѓа на базалната третина на вратот. Многу лесна за палпација, за допир, значи пациентите и обичните луѓе можат сами да напипаат во долната третина на вратот. Многу лесно се гледа ако има некои промени на нејзе, така да често пати самите луѓе си приметуваат дека има некој проблем со тироидната жлезда, затоа што гледаат дека е наголемена, гледаат како некое топче им се јавува на вратот и обично тогаш алармираат и бараат помош од доктор. Но сепак гледам дека овие емисии од областа на здравството многу придонесоа за едукација и на самите луѓе. Меѓутоа го свртеа вниманието и на општите лекари кон некои болести кои што досега не беа актуелни. Така да болестите на тироидната жлезда беа малку занемарени и се сметаа како болести кои што припаѓаат единствено на женскиот пол. Меѓутоа, како што гледаме со текот на годините, овие статистички податоци се по променети. Значи, и машкиот пол заболува, сега не во толкав процент, меѓутоа сепак има болести кај на тироидната жлезда и кај мажите. Затоа често кога ќе кажеме кај некој пациент дека има проблем со тироидната жлезда, ќе каже, па нели докторке, е тоа проблем само на женската популација. Меѓутоа, сепак да кажам дека и мажите заболуваат од болеста на тироидната жлезда. Што е најинтересно, веќе и во детската популација се среќаваат проблемите со тироидната жлезда. Дури кај мали деца, 12 до 14 годишна возраст, среќаваме проблеми, најчесто поврзани со пореметување на автоимуниот систем. Така што често наоѓаме хашимото тироидит кај деца кои што се во пубертетска возраст. И затоа треба на време да се препознаат, да се алармираат, значи да се препознаат симптомите како од страна на пациентите, меѓутоа најмногу од страна на матичните доктори, кај кои што за прв пат се обраќаат пациентите и тоа се како некоја прва бариера на која што наидуваат пациентите и секогаш треба да помислат дека можеби се работи за болест на тироидната жлезда, кога имаме проблем на тахикардија, аритмија, слабење без некоја посебна причина или дебелење, нервоза, али сите тие симптоми, особено тахикардијата и аритмијата кај младата популација, ни даваат некој сигнал дека можеби се работи за проблем со тироидната жлезда. Така. Кажавме, таа е една од жлездите кои што се наоѓаат во нашиот организам со посебна своја функција, жлездите со внатрешно лачење. Што се случува практично кога ќе се поремети незината работа во нашиот организам? Зашто е таа одговорна, впрочем? Така. Која е незината основна функција? Тироидната жлезда лачи два главни хормона кои што се викаат триотиронин и односно тироксин. Едниот и другиот ги има во организмот, ги создава тироидната жлезда, со тоа што тироксинот е прохормон, значи хормон кој што прво се создава, па со деиодинизација во еден ензимски процес се создава триотиронинот, кој што всушност е оној главен хормон кој што има главната функција. Е носител практично на функцијата на тироидната жлезда. Така. Оваа жлезда, значи, односно хормоните кои што ги создава, делуваат на повеќе функции, односно на повеќе органски системи во организмот. Значи, делуваат на кардиоваскуларниот систем, делуваат на гастроинтестиналниот систем, на невролошкиот систем, така да овие симптоми се поврзани, значи проблемите кои што настануваат поради зголемено или намалено лачење на тироидни хормони, така, се од страна на овие органски системи. Со оглед на тоа што тироидната жлезда ја зголемува фреквенцијата, односно бројот на отчукувања на срцето во минута, како и количината на крв која што испумпува срцето во минута, исто така го регулира базалниот метаболизам, ја зголемува осетливоста на ткивата кон адреналинот,
делува на созревањето на мозокот кај плодот, односно кај фетусот, го регулира менструалниот циклус, односно дебелината на ендометриумот во матката кај жените. Исто така делува на перисталтиката, односно на функцијата на гастроинтестиналниот систем. Конкретно, проблемите ќе бидат од страна на овие системи. Така, значи во секој случај има голема функција и кога не би работела правилно, би дошло до големи проблеми во нашиот организам. И затоа треба навреме да реагираме и да ги препознаеме оние симптоми кои што ќе ни укажат дека нешто се случува со тироидната жлезда. Ајде првин да кажеме кои се причините за пореметувањето на работата на штитната жлезда. Кои се тие главни причинители за да се случи ова пореметување, без разлика дали станува за едното или другото, првин? Општо да кажа. Најчести причинители поради кои што се пореметува тироидната функција се имунолошките, односно автоимуните заболувања. Так. Во 70% од сите болести на тироидната жлезда и хипер и хипофункција, значи изголемена и намалена функција, причина се автоимуни заболувања. За намалена функција, односно хипофункција на тироидната жлезда, најголем причинител е Хашимотовиот тироидит, автоимуното заболување. И за зголемената функција на тироидната жлезда, исто така, една од најчестите причини е гравесовата болест, каде што и во едниот и во другиот случај тироидната жлезда е засегната со антитела кои што имаат за цел во едниот случај да ја уништат, во другиот случај да ја зголемат незината функција. Со оглед на тоа што тироидната жлезда го регулира и базалниот метаболизам на самиот организам, делува и на повеќе неуровегетативни функции во организмот, значи кај хипофункцијата, која е смалената функција на тироидната жлезда, ќе најдеме пациенти кои што се жалат на покачена телесна тежина, на отоци по телото, сува груба кожа, опаѓање на косата, преосетливост на ладно, обстипација, односно запек, покачен крвен притисок, може да се најде исто така смалена фреквенција, односно брадикардија, смален интерес, односно една апатија, една незаинтересираност кон околината, дури и до депресија, црни мисли, суицидални мисли ако не се открие на време. Сето ова, значи, се симптоми на хипотиреозата. Значи, тоа е кога лачи премногу? Кога не лачи доволно хормон. Значи, сите овие функции се во намалена функција. Сите функции на организмот се практично намалени. Така, значи успорена работа. Успорена работата и самиот организам е успорен. Луѓето се, ако не се открие на време, таквите пациенти ги викаме пациенти со микседем, тоа е една состојба каде што наоѓаме пациенти кои што се отечени, комплетно целото тело им е отечено. Наоѓаме на сува, груба кожа, висок крвен притисок, поспаност, значи сме имале пациенти кои што додека седат и разговараат во ординација, заспиваат. Значи тоа е неоткриено на време проблем со тироидната жлезда кој што може да доведе и до кома. Така, ајде да ве прекинам, тука имаме гледач на линија. Добро вечер. Дали се слушаме? Ало? Дали не слушате? Веројатно се исклучи гледачот. Ајде, ако се јави повторно, ќе го вклучиме. Значи, кажавме за оние симптоми кога станува збор за намалена работа на функција. Дали причинителите се исти и за едното и за другото или има разлика? Има разлика, значи постои разлика затоа што засегнат е различен процес во формирањето на тироидните хормони. Така да кај хиперфункцијата на тироидната жлезда се ствараат антитела кои што ја тераат тироидната жлезда да создава многу хормони, да се наголемува. И во тој случај имаме обратна една реакција на самиот организам. Срцето работи брзо, луѓето слабеат, губат на тежина, имаат голем апетит, имаат чувство дека имаат голема енергија, постојано се активни, се препотуваат и се екстремно нервозни, значи реагираат на мали дразби, не можат да поднесат топлина, значи кога се на топло тоа им пречи.
Тие се некои главни симптоми кои што може да не натераат да помислиме, обично ако се јават кај помлади луѓе, да помислиме дека се работи за проблем со тироидната жлезда. Така. Значи, во секој случај и едното и другото не е во ред, бидејќи тука веќе станува за пореметена функција на жлездата. Имаме и Хашимото синдром. Што би значило тоа практично? Какво е тоа заболување? Или е поврзано со Хашимотовиот тироидит. Така? Тоа е најчестиот тироидит, Така. кој што ви кажав се јавува поради постоењето на антитела и многу популарен во последно време. Многу чест, за разлика од порано, кога нашево подрачје во Македонија беше ендемско подрачје поради недостатокот на јод во исхраната. Постоја ендемски подрачје во Македонија кој што има болести со струма, значи зголемена тироидна жлезда и намалена функција на тироидната жлезда. Ајде, сепак ќе ве прекинам да го слушнаме гледачот. Дали се слушаме сега? Добар ден. Дали е режија гледачот вклучен во студио? Дали се слушаме? Добар ден, дали се слушаме? Ало. Да, повелете, еве веќе сте во програма. Ме слушате ли? Да, ве слушаме, сега говорете за што станува збор, повелете. Многу поздрав за докторката. Благодариме. Голем поздрав. Само поздравот од Ангеле. Фала ви многу. Само поздрав. Добро. Предпоставувам дека некој ваш пациент веќе кој имал позитивно искуство од сето на ваше знаење како доктор. Ви благодариме што се јавивте и ве што не поздравивте, останете да не следите до крај. Доктор Јасмина, кажавте и за Хашимото синдромот. Исто така, кога станува збор за проблемите со тироидејата, се специфични оние јазли кои што се јавуваат на самата тироидеја. Што значи тоа и дали е тоа нешто, како да кажам, лошо заболување? И зошто се јавува? Болестите на тироидната жлезда ние ги детектираме на два начина. Прво, анамнестички податоци од пациентот, сите оние податоци кои што може да не насочат на проблем со тироидната жлезда. Потоа мерење на виталните параметри, висина, тежина, палпација на самата тироидна жлезда, некогаш и аскултација, зашто слушаме тука некои шумови при забрзана работа на тироидната жлезда. Тоа е почетокот. Потоа се прави ултрасонографски преглед, односно на ехо. Се гледа жлездата, се гледа во каква состојба е морфолошкиот состав. Значи, дали се запазени тие димензии на тироидната жлезда. Таа е составена од два дела, кои што се меѓу себе поврзани со ткивен мост, лев и десен лобост, има форма на пеперутка. Често пати на ехо, уште веднаш на ехо, спрема карактеристиките, можеме да кажеме, ова е Хашимото, затоа што има типични промени на тироидното ткиво, кои што насочува дека веројатно и ќе најдеме и во крвта пореметени параметри во однос на тироидните хормони. Значи, кај Хашимотовиот тироидит наоѓаме на жлезда која што личи на саќе од пчели, значи таква е целата со малечки ситни цисти. Кај базедовата болест исто така наоѓаме зголемена тироидна жлезда со намалена ехогеност. Често пати на тироидната жлезда среќаваме такви промени кои што ги нарекуваме јазли или цисти. Цистите може да бидат во различни димензии. Така. Значи може да бидат помали или поголеми. Еве веќе во моментов како вие го правите тоа, кога станува збор за ехото. Така. Можевме да видиме. Така. Ќе се повтори повторно. Се јавуваат и јазли, значи промени кои што можат и на палпација, на допир да се напипаат, а некогаш кога се помали ги гледаме само на ехо. Во однос на ехографските карактеристики, веднаш или можеме веќе на првични знаци да добиеме дали се работи за бенигна или малигна промена спрема некои параметри кои што се општо прифатени. Само првично од ехото може веќе да се види каква е состојбата, така? Хипоехогени промени кои што се со намалена ехогеност, значи што се темни, црни на изглед. Јасно ограничени кои што се една промена и се поголеми од сантимипол. Обично не сугерираат за нешто можеби малигно и бараат да се направи тенкоиглена биопсија.
Така. Исто така промени кои што се со калцификати во внатрешноста, кои се одржат зголемена васкуларизација, значи крвни садови кои што богато го исхрануваат тој чвор, исто така може да не насочат дека можеби се работи за таква промена. Така. Промени кои што се со мешана структура, каде што наоѓаме и хипоехогени и промени кои што се со солидна структура, нејасно ограничени од околината, со овален облик, исто така веќе не насочуваат дека се работи за нешто малигно. Инаку, спрема гайдлайнсите, према препораките, секоја промена над сантимипол, дали да е циста или јазол, има потреба да се биде биоптирана. Така. И без оглед на тоа што на ехо параметрите изгледаат како бенигна промена. Често пати при самата биопсија наоѓаме знаци дека се работи за малигна промена, иако ехографски може би не личело толку. Или пак некогаш се работи за многу помала промена, помала од сантим, но ехографски има такви карактеристики кои што личат на малигна. Значи има некои карактеристики кои што не се сомневаме дека може би се работи за малигна промена и затоа бараме биопсија иако е помала промената. Често пати има потреба и од компјутерска томографија или магнетна резонанса, кога наоѓаме и наголемени лимфни јазли во пределот на вратот, или се работи за некоја промена која што е во близина на дишникот или на хранопроводот, па не може на ехо јасно да се види. Така. И тогаш бараме да се направи подлабинско испитување. Но сепак златен стандард е тенкоиглената аспирациона биопсија, која што обично се изведува под ехо. Самиот процес не е страшен, не е болен, пациентите обично се плашат кога ќе спомнеме биопсија, па сега како ќе биде, што ќе биде. Но тоа е една метода која што е многу битна за нив, не е болна, не е толку агресивна и е многу важна диагностичка метода за утврдување на понатамошниот третман на пациентот. Така. Кога говориме за заболувањата на тироидна жлеза, спомнавме и за покачен тирок, значи за забрзена работа на тироидеата, значи хипер и хипотироидизам. И кажавме се и за овие други проблеми. Кои се поспецифични, првите или вторите? И кои потешко се доведуваат во нормала? Почести се болестите на смалената функција на тироидната жлеза. Така. Тоа е Хашимото тироидитот, баш од моето искуство можам тоа да го кажам. Хиперфункцијата на тироидната жлеза се јавува значи во најголем процент поради тоа имунолошко пореметување, односно базадовата болест, но често пати може да се јави и солитарен чвор, аденом, кој што создава многу тироксин и тогаш исто така има, тоа е една апсолутна индикација за отстранување на тој дел од тироидната жлеза. Значи, постојат повеќе причини, уствари неколку причини поради кои што би препорачале да се направи оперативен зафат на тироидната жлеза. И тоа еден од тие, ако тироидната жлеза или тој дел што е наголемен, пречи во функциите на организмот, односно во процесот на дишење, голтање, значи некои компресивни симптоми дава. Ако се утврди втора причина, значи ако се утврди при биопсијата дека се работи за малигни процес. Трета причина исто така ако се работи за солитарна промена која што создава многу хормони кои што тешко се ставаат под контрола. И во случај кога имаме естетски проблем, некогаш е толку наголемен тој чвор, толку голем или самата тироидеа комплетно е наголемена, да естетски им смета на помладите пациенти и тогаш се одлучуваат на операција. Доктор Јасмина, спомнавте ехо диагностика. Дали е доволна само ехо диагностиката за да се утврди за што станува збор или пак следуваат некои други дополнителни испитувања? Знаеме дека постојат испитувања преку крвта, кои што точно би утврдиле за што станува збор? Или да се потврдат оние сомнежи или диагностики од ехо прегледот? Само да ви одговорам на претходното прашање, што е потешко за третман. Што е потешко? Почести се хипофункцијата, односно намалената функција на тироидната жлеза и полесна е за третман во секој случај. Проблем е додека се воспостави една равнотежа на организмот и да се одреди точната доза.
а после тоа само се доаѓа на контроли и многу е поедноставно. Една таблетка се пие наутро на гладно и со тоа завршува проблемот. А за чворовите и за тие Чворовите, цисти што често се пати јавуваат? тироидната жлезда може да е многу изменета на ехо, да наоѓаме голем број на чворови, меѓутоа самата функција да биде нормална. Дали кога постојат такви промени, чворови, бенигни, така натаму, јазли, дали мора постојано да се оди на ехо преглед или може тоа и преку крвта само да се испита? Кога имаме такви чворови и сме потврдиле преку крвта дека функцијата е нормална, дека не влијаат на функцијата на тироидната жлезда, и сме потврдиле преку тенкоиглена биопсија дека се работи за бенигни промени, тогаш препорачуваме следење само на големината на тироидната на тие промени. Некоја терапија за јазлите и со тие цисти? Значи порано еве сега што читав најново и мислам и порано и од мојата пракса можам да кажам, се препорачуваше да се дава тироксин или еутирокс за да се намалат тие чворови. Меѓутоа утврдено е дека напротив давањето на тироксин може би првично може да делува малку на намалувањето, меѓутоа од друга страна си има многу несакани ефекти, посебно кај по-стари луѓе, затоа што може да биде причина за аритмија и за пореметување на голем број други функции, така да јас на моите пациенти тоа не го препорачувам. И спрема некои нови податоци што ги читав, исто така веќе не се препорачува давањето на еутирокс како третман за да не растат тие чворови. Него се препорачува следење на 4 до 6 месеци редовно доаѓање на пациентите. Ако приметиме дека кај тој чвор почнал нагло да расте, да се менува структурата во однос на претходно, тогаш бараме повторна биопсија. И ако е поголем од 2,5 сантими или 3, обично 3 е некоја граница над која што се препорачува вадење на чворот без оглед дали е бенигни или малигни. Затоа што често во тие големи чворови може да се јават промени кои што се од малигни карактер. И не би препорачала да се чека, да се остава на времето. Порано било така, оставале да се чека, да видиме што ќе биде или се навикнав со тој чвор, па мене не ме пречи. А со текот на времето може да се јават промени кои што одат кон лошо. Инаку за третман, пак ќе кажам дека се потешки хиперфункцијата на тироидната жлезда, иако се во помал број, затоа што зголемената функција на тироидната жлезда влијае на многу функции на организмот, така да тука се работи за зголемен крвен притисок, големена срцева работа, аритмија се јавува, значи тие работи прво мора да се стават под контрола, па потоа со лековите да се одреди точна терапија. Меѓутоа и овие лекови кои што се даваат за смалување на лачењето на тироидните хормони и за намалување на функцијата на тироидната жлезда имаат многу несакани ефекти. Значи пред се делуваат на црниот дроб, на белата крвна лоза, затоа треба кај тие пациенти редовно да се прават контроли на овие параметри и навистина треба многу умешност, многу следење, трпеливост, затоа што тие пациенти кај што е зголемена функцијата на тироидната жлезда, со самото тоа што им се тироидните хормони наголемени, се нетрпеливи, нервозни, преосетливи кон околината. Прво, значи, мора да се справиме со психата на тој пациент, значи да го убедиме дека мора да ги прима лековите и да се со тек на времето да се постигне некоја рамнотежа, но и тоа не е комплетно излекување. Него се препорачува некогаш и третман со радиоактивен јод, каде што се уништува комплетно жлездата, не исчезнува, меѓутоа се намалува и комплетно се намалува нејзината функција, но не е дефинитивно, затоа што пак може да се јави зголемена функција на жлездата, па некогаш и 2 до 3 третмани со радиоактивен јод се потребни за да се смири самата жлезда. Ајде тука повторно ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема, можете да забележите на екранот, значи за болести на тироидната жлезда или болести на заболување на тироидејата. Кажавме значи што се може да се случи со пореметувањето на работата на оваа жлезда.
Па доколку имате некое прашање, некој ваков проблем, кажав и на почетокот, може да се приклучите во нашиот разговор, да се јавите да поставите некое прашање. Со мене во студиото е доктор Јасмина Зафировска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Евро Италија Хоспитал. Доктор Јасмина, кога станува збор за третманот и лекувањето, знаеме дека е многу тешко нели да се доведе во нормала работата на функцијата на штитната жлезда, па ме интересира дали оние кои што имаат без разлика дали е хипо или хипер, значи вакво пореметување, дали доживотно мора да ги примаат тие таблети или пак после извесен период, ако се утврди дека е веќе работата на штитната жлезда во некоја нормала, се престанува со терапија. Во однос на смалената функција на тироидната жлезда, земање на терапијата, тоа е субституциона терапија, односно замена на тироксинот, на супствениот хормон. Се дава еутирокс, тоа е синтетски хормон кој што воопшто не штети на организмот. Го пијат и трудници и жени кои што дојат, значи тоа е сосема еден хормон кој што замена на природниот хормон. Го се пие доживотно. Значи тоа е една работа која што пациентите тешко ја прифаќаат, затоа што бараат изговор додека ајде уште малку да почекаме, не сакам да пијам таблетка цел живот и така, тоа име као некоја оптеретување, меѓутоа со таа таблетка навистина си вршат голема услуга на себе и на целиот организам. Значи, хипофункцијата на тироидната жлезда, посебно предизвикана од Хашимото тироидитот, и доживотна и пациентите доживотно ќе го земаат тој лек. Да појасниме намалената работа. Намалената. Значи, за разлика од кога е успорено лачењето на тироксин. Да. Кога се работи за хиперфункција на тироидната жлезда, тука значи имаме, како што спомнав порано, периоди на ремисија, кога жлездата се смирува, успеваме на некој начин со терапија да ја доведеме во нормала. Меѓутоа, тие периоди трајат некогаш и година и две години, со можност повторно да се влезе во хипертиреоза, односно во зголемена функција. Така да, постои можност хиперфункцијата на тироидната жлезда, обично кој е предизвикана од субакутен тироидит, воспаление на тироидната жлезда, тоа е привремено пореметување на лачењето на тироидните хормони, да биде со тек на времето нормализирано и да нема потреба од терапија. Најново нешто што читав е тоа дека за Хашимотовиот тироидит веќе постојат третмани со стем клетки, тоа се полипотентни клетки од човечки ембрион, кои што имаат способност на местото каде што се аплицирани да го ствараат тоа ткиво, значи да создадат нова тироидна жлезда. Сега ќе ве прекинам тука, имаме гледач. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Ало? Да, повелете. Дали сум јас во програма? Во програма сте, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас, до емисијата. Благодариме. Да, ало? Да, ве слушаме, слободно говорете. Така, значи поздрав уште еднаш до емисијата и до докторката и до водителката. Сакам да поставам вака прашање. При констатирана диагноза Најверојатно не сте го намалиле тонот на телевизорот, намалите го скроз за да не ви се враќа повратен сигнал и тоа да ве буни. Така. Слободно говорете, ние ве слушаме. Да. Значи, при констатирана диагноза Хашимото. Така. Ме интересира дали е неопходно и на колку време при контроли да се прави на антитела, да се диагностицираат антителата. Значи, на колку време да се прават контроли и дали треба да се направат испитувања на антитела? На антитела. При Хашимото. Добро, еве, останете да не следите, ке слушнете доктор Јасмина што ќе ви посочи. Доктор Јасмина, колку што можев јас да се информирам претходно, ако некој не знае дали има некој проблем со тироидејата и ако сака да дознае дали е доволно само тие антитела да ги провери и да биде сигурен дека никогаш нема да има проблем, меѓутоа принуд говорите и на гледачката, па ќе кажеме и за тоа. За Хашимотовиот тироидит, како што кажав, може, ако е веќе во поодмината фаза, да се види и на ехо. Уште веднаш да поставиме дека се работи за Хашимото, меѓутоа да бидеме 100% сигурни
даваме да се направи еден тироиден панел, кој што содржи покрај ТСХ, тоа е тиреостимулативниот хормон. Хормонот не е на тироидната жлезда, сите мислат дека е хормон на тироидната жлезда, меѓутоа тоа е хормон на хипофизата. Така. И исто така е потребно да се испитаат слободните фракции на тироксинот и триодтиронинот. Затоа што 99% од тироидните хормони се врзани за протеински носачи во крвта, а единствено активната, слободната форма на тироксинот нас ни е потребна за диагноза. Освен за време на бременоста, кога ни е потребен и вкупниот тироксин, да го знаеме. Значи, едно од тие показатели со која што потврдуваме дека се работи за Хашимото тироидит е утврдување на пораст на тироидните антитела, АТПО, со скратеница некоја ги викаме. Значи, ако се тие во пораст, тогаш имаме појава на Хашимото тироидит. Обично, еднаш ни е доволно да ја поставиме, тоа е диагностичка метода. Дали има потреба, мисля, че ни праша да се контролира тоа и дали некогаш, терапијата е значи, доживотна? кога се работи за млади пациенти, каде што имаме кои што сакаат да забременат или се во бременост, препорачуваме и почесто, чисто да имаме една представа во однос на како се одвива болеста, дали има влошување, дали се подобрува. Затоа препорачуваме и почесто. Некои пациенти самите барат, ајде проверете ми ги антителата да ги видам. Иако јас пак ќе кажам дека е доволно само еднаш да се проверат за да се потврди диагнозата и да се одреди терапискиот пристап за понатака за самиот пациент. Како рековме за Хашимото, терапијата е доживотна? Да, хипофункцијата е доживотна. Така, значи, ете, во секој случај, јас се надевам дека сте задоволни од она што доктор Јасмина го кажа во однос на Хашимото синдромот. Доктор Јасмина, колку има улога, ме интересира, еве, за сите оние кои што може би понекогаш чувствуваат дел од некои овие симптоми за кои што говоревме, па сакаат да знаат дали би имале проблем понатаму во животот со тироидната жлезда, дали е доволно да ги проверат тие антигени. Така, преку антигените би знаеле дека никогаш не би заболеле од тироидеа или има некоја улога тоа? Не. Така? Тоа антитела, значи тие се во крвта. Антитела, така. Она што препорачува Американската асоциација за тироидеа, која што во моментов мислам дека е најдобра за следење во однос на оние параметри и показатели кои што ни ги дава. Иако, ќе кажам, америчката школа во однос на другиве болести не е толку прифатена, меѓутоа за тироидната и за диабетот мислам дека е добро да се следат. Оваа Америчка тироидна асоциација препорачува скрининг, односно проверка на тироидните хормони, вклучително и антителата, кај жени над 35 години на секој 5 години. Значи, ако на 35 години се провери, следните за 5 години пак треба. Кај постари луѓе и кај мажи над 65 години. Исто така се препорачува да се проверат скрининг, да се прави на тироидните хормони. Тоа се некои нивни препораки за да може да се откријат рано болестите и проблемите со тироидната жлезда. Не препорачуваат ехо, него само скрининг преку крвта, она што прашавте вие, да се види дали има веќе знаци некој. Исто така и кај трудници се препорачува во тек на почеток на бременоста и во тек на бременоста ако се утврди дека се работи за намалена функција на тироидната жлезда. Ова е едно посебно подрачје за бременоста и хипофункцијата на тироидната жлезда, кој што е многу важно и многу е битно пациентите пациентките пред да забременат, да си ги проверат тироидните хормони и антитела секако. Затоа што говорите за оние кои што имаат проблем веќе или за сите? За сите, генерално, затоа што постојат и субклинички форми на хипотиреоза. Не манифестен хипотироидизам, пациентките не осеќаат ништо, меѓутоа преку крвта утврдуваме дека тиреостимулативниот хормон ТСХ е покачен над 6 или 7, додека тироидните хормони се во граници на нормала. Тоа го викаме субклинички хипотироидизам и бара потреба од третман кај пациенти кои што се трудни или планираат да забременат. Затоа што, како што кажав, една од функциите на тироидните хормони е во созревањето на матурацијата на мозокот кај плодот,
затоа што ако се работи за пациентка која што забременила, а има ваков субклинички или манифестен хипотироидизам, а не лекуван, веројатно ќе има проблем со бебето, затоа што самите тироидни хормони кај плодот се создаваат од 18-та до 20-та недела, тогаш веќе ги има во крвта и неговата и функцијата ја покажуваат врз самиот организам. Додека пак до тој период плодот ги користи тироидните хормони на мајката. Ако тие се намалени, тогаш ќе настане проблем во созревањето на мозокот и обично се јавува кретенизам или проблем со интелектуалното созревање во подоцнежната возраст на детето. Исто така се препорачува кај сите новороденчиња да се проверат тироидните хормони. Мислам дека тоа се прави и кај нас веднаш по раѓањето. Така. Затоа што 1 на 3.500 новородени се раѓа со хипофункција на тироидната жлезда. И ако навреме се открие, тогаш веднаш се почнува со репласман на тироидните хормони, така да не доаѓа до појава на кретенизам или некои потешки симптоми од страна на невролошкиот систем. Така. Спомнавте дека се ова и кај децата, немаме уште многу време, но би сакала Кусо да ни кажете како оди третманот и лекувањето, с оглед на тоа дека се работи нели за деца, кои што кажавте некаде околу 12-тата година обично се јавуваат овие проблеми, дали се доведува во ред и во нормала функцијата на тироидите или пак и тие ќе треба некако со тие таблети да бидат до крајот на животот. Како оди тоа најако со се? Значи кај децата малку се пореметени оние граници кога влегуваат во пубертет. Рано влегуваат во пубертет, рано созреваат и рано им се јавуваат проблемите и со другите жлезди за внатрешно лачење. Животот е стресен, школа, обврски, сите тие рокови на кои што мораат да одговорат, придонесуваат да се јави тој хашимототироидит, кој што обично го поврзуваме со голем стрес. Некоја стресна ситуација или хроничен стрес кога имаат постојано некоја стресна ситуација која што се повторува секојдневно. Проблем со школа, со наставник, со дечко, девојка и слично може да доведе до пореметување на имунолошкиот механизам и до рана појава на хашимототироидитот. Исто како и кај возрастните се оди со репласман на еутирокс, со тоа што кај младите, бидејќи, како што реков, тироксинот го регулира базалниот метаболизам, потребите од тироксин се поголеми, затоа што и потребата, енергијата што ја дава тироксинот е поголема, затоа што и затоа и потребите и дозите на тироксинот можеби треба да се малку поголеми. Така да си постои еден дел од ендокринологијата која што се занимава со педиатриска ендокринологија, која што се занимава со третман на проблемите на тироидната жлезда кај помладите пациенти. Што доколку навреме некој не се обрати нели да побара помош, него ги занимари симптомите на овие пореметувања на тироидната жлезда, какви компликации може да се случат, бидејќи кажавме дека пореметуваат доста функции во нашиот организам? Тироидните хормони регулираат многу функции, така да ако навреме не се открие, може да се појават големи проблеми. Како прво од страна на кардиоваскуларниот систем, може да се јави покачен притисок, појава на аритмија, нервози, несоници, депресија и она што е најтешкото при хипотироза, може да се јави микседем и микседематозна кома, кога пациентот запаѓа во вистинска кома и потребно е болничко лекување. Исто така може самата тахикардија да биде толку голема, каде што се јавува еден екстремно отчукување на срцето, кое што не може да се исконтролира и дури симулира појава на инфаркт на миокардот. Сме имале такви пациенти каде што поради брза работа на тироидната жлезда се појавуваат промени и на ЕКГ, значи веќе срцевиот мускул нема време доволно да добие крв во тоа брзо работење на самото срце и затоа некогаш и тоа пред некоја појава на инсуфициенција, односно миокарден инфаркт. Она што сакам да го кажам, значи проблемите со притисокот
Така. може да бидат поврзани со проблеми со тироидната жлезда. Месец мај е посветен на проблемите со високиот крвен притисок. Затоа нашата болница, како и многу пати досега, се приклучува на одбележување на овие значајни денови и месеци, така да и овај пат Целиот месец ќе биде посветен? целиот месец така? ќе го посветиме на пациенти кои што имаат висок крвен притисок, со тоа што можат да дојдат во нашата болница слободно, да добијат консултација, консултативен преглед и секако мерење на крвен притисок, секако и совети за понатамошен третман. Така, како впрочем и за се друго што излегувате во пресред, кога станува збор за здравјето на луѓето, и ви скоро имавте по повод Светскиот ден на здравјето, имавте отворени денови во вашата болница и се надевам дека сите оние кои што беа, како да кажам, добија добри услуги од ваша страна и им посочивте како и што понатаму да се лекуваат. Со оглед на тоа што ова подрачје на Скопје не располага со специјалистички услуги. Ние сме како некоја новина таму, некои од луѓето се уште не знаат дека постоиме, меѓутоа сепак би кажала дека е многу битно на такво подрачје да добијат брза и квалитетна здравствена специјалистичка услуга. И тоа е и мотото на годинешното одбележување на 7 април, Светскиот ден на здравјето. Значи, еднаква здравствена заштита на секаде и за секого. Така. И само како за крај, уште еднаш да посочиме до нашите гледачи кои од оние симптоми треба да ги почувствуваат за да појдат кај специјалист интернист и да видат дали станува збор за проблемите со тироидијата. Значи, уште еднаш само симптомите да ги повториме. Мојата препорака до пациентите за рано препознавање на симптомите поврзани со со болестите на тироидната жлезда, покачување на телесна тежина, ако во однос на исхраната не сте промениле нешто многу значајно, заборавност, апатија, поспаност, недостаток на енергија наутро кога се будите, почеток на опаѓање на косата. Значи, сите тие симптоми може да ве насочат да побарате лекарска помош. Промена на вратот, појавување на некои јазли, наголемување на тироидната жлезда, болка во долната третина на вратот. Исто така е потреба за да посетите лекар и да ја проверите вашата тироидна жлезда. Од друга страна, тахикардија кај млади луѓе, прескоци во работата на срцето, појава на анемија, на нервоза, губење на килажа, исто така е потреба да помислите на тироидната жлезда и да посетите секако лекар. Така. Доктор Јасмина, ти благодарам за денес. Имаше навистина убаво и исцрпно излагање во однос на овие проблеми и секако се надевам дека она што го слушна нашите гледачи ќе им биде од корист и доколку пак некој се пронајде во овие симптоми, не би било лошо нели да си ја провери тироидната жлезда. Ви благодарам за денес. Уште еднаш да посочиме за сите гледачи кои што не слушаат, значи кажа и доктор Јасмина, во нивната болница Еуро Италија Хоспитал во месец мај ќе можете да добиете бесплатни прегледи кога станува збор нели за високиот крвен притисок и за превенција од неговите понатамошни компликации нели ако го имате постојано. Ако некој не знае каде е оваа болница, може да се јават во нашата телевизија, ние ќе ги информираме за да можат нели да појдат на вистинското место. Доктор Јасмина, ти благодарам за денес. Се надевам дека соработката со Еуро Италија Хоспитал продолжува, пак нели и некој од вашите колеги или повторно вие ќе се видиме во некое следно издание. Ви благодарам уште еднаш на поканата и секако многу пријатно е во вашето студио и секако моите колеги ќе доаѓаат сигурно понатака. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодариме на вниманието. Секако ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време, а до тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.